Недржавниот надпревар по млади иноватори и техничари кој се одржа на 31 мај во Скопје, одличен успех постигна основците од училиштето од Кочани. Ученичката Ивана Глигоровска од 8 оделение од основното училиште Малина Попиванова и ученикот Горјан Илиевски од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари го освоија првото место. Ивана Глигоровска се надпреваруваше во дисциплината дизајн, а нејзина задача беше да направи куќа каква што таа самата си ја замислува. Целта на макетата и дворот кој ми беа замисла ми беше да има добра естетска, да има добра естетска вредност, да изгледа луксузно, а исто така многу ми беше важно да се гледа комфорот кој сакав да го представам во макетата. Сакав да има делови од модерната архитектура на 21 век, а исто така и од она безвременското. Под менторство на наставничката Мариетка Стојанова со напорна работа се дојде до одличен резултат, со кој учениците кои се надпреваруваа го представи училиштето во одлично светло. Јас како нејзин наставник ја забележав уште од 5-то оделение, затоа што во 5-то почна техничко образование да учат и видов дека детето навистина има осет за дизајн, има нејзини трудови што стојат во нашата работилница и кажуваат за нејзината работа и нејзиниот потенцијал. Така да морам да кажам дека и другите двајца надпреварувачи конструкторство беше ученичката Кристина Георгиевска од 8-3 оделение, даде се од себе, беше солидна, имаше конструирано воденица, стара воденица, која што ја програмираше, работеше автоматски, го спои старото со новото, примени многу нови технологии. Меѓутоа, морам да кажам дека конкуренцијата беше многу голема, така да освои 6-то место, ама сепак, кога се работи за државно ниво, јас мислам дека и ова место не е за подценување. Исто така, роботика е ова гранка која што сега почнува да се развива кај нас, работиме со Лего роботи. На таа дисциплина настапи Кристијан од 7 еден и тој го зеде 6-то место. Имаше конструирано штампач кој што солидно работеше со помош на Лего роботи. И ученикот Горјан Илиевски од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Оризари е добитник на првото место на државниот надпревар под менторство на наставничката Анева Сузана. Јас на надпреварот учествував со мојата задача транспортната лента, роботот дизалица и роботската рака. Транспортната лента имаше за задача да им пренесе продуктите, роботската рака да ги дигне и да ги стави на роботот дизалица кој е програмиран. Оттаму роботот дизалица кренува и ги носи продуктите во магазинот. Од нашата општина се надпреваруваа повеќе дечиња со повеќе дисциплини, од кои автоматика, роботика, фототехника, градежништво, дизајн и така натаму. Од основното училиште Крсте Петков Мисирков, Горјан Илиевски го освои првото место во дисциплината автоматика, а честитки до учениците Марија Стоилкова од основното училиште Никола Карев, Бранко Танасовски од основното училиште Кирил и Методи и Симеон Стојанов од основното училиште Кирил и Методи, кои што ги освоија 6-то и 7-то место на државниот надпревар млади иноватори и техничари. Ова се навистина одлични резултати со кои се покажа креативноста на учениците од кочанските училишта. Сите овие успеси на државно ниво се резултат на напорната работа во текот на целата учебна година.